Еве гостин во студио 10 е Станислав Бојчевски, технички директор на скијачкиот центар Попова шапка. Благодарам што прифативте да разговараме за скијачкиот центар Попова шапка. Можеби малку подоцна, но сепак започна скијачката сезона на нашиот преубав скијачки центар. Како пред се стартуваше оваа сезона? Добро утро пред се. Сезоната започна успешно. Започна сега во неделата, каде што имавме голем прилив на гости и задоволни сме. Сакам да им кажам на сите благодарам. Знам дека беше голема гужва, но според капацитетите што ги има Попова шапка, мислам дека и успешно и добро поминавме. Се надевам дека оваа недела со разговор со сообраќајната полиција, со Македонија пат, ќе ги избегнеме сите тие проблеми што ги имавме во неделата, што голем налив на гости. Сега има уште два туристички центри што се отворени и мислам дека таа гужва ќе биде избегната. Задоволни сме од туристите, од снегот, од се, но се надевам дека ќе го избегнеме тој проблем што го имавме со гужвата. Сепак интересот е пред се, затоа што ако имаме интерес, имаме успешна скијачка сезона. Од каде се имаше гости за почетокот на оваа ски сезона, домашни или пак можеби имаше и гости од соседните земји, што е пракса? Имавме голем број на домашни гости, се разбира, но претежно имавме од Косово и од Србија стварно голем налив на туристи. И сме задоволни. Се надевам дека дел се уште горе сместени и доаѓа исто голем број на гости овој викенд, пошто се разбира продолжен викенд и очекуваме голем број на гости. Така. Што се работи во рамки на ски центарот? Мислам на ски лифтови, жичници, хотелски капацитети и слично. Хотелските капацитети сите се полни. Ски лифтите работат сите освен Церипашина. Мал дефект имавме со двоседницата, со двоседот до Елена потоп, но и тој проблем се надмина, се реши, кажам. Голем број љубители, особено на екстремното скијање, сакаат да работи Церипашина секоја година. Така, што е проблемот и дали можеме да очекуваме овој викенд да проработи овој двосет на ски патеката Церипашина? Од безбедносни причини чекаме времето да нема ветер, затоа што ипак се работи за стара жичарница и кога горе нема ветер или услови кажано, тогај екипата работените го пуштаат ски лифтот. Вчера имавме услови со тоа што условите беа више пред кај 2 часот се надмина тој ветер и денес, ако е добро времето, се надевам дека ќе пуштиме Церипашина. Значи не се работи за ефект, туку пред се работи за добри временски услови за да започне да работи оваа сезона, така? Така. И од безбедносни причини се работи за што ипак се наоѓа на поголема надморска височина таа ски патека. Се наоѓа на и сервисирана е, туристите да очекуваат дека се исправно, се како што треба, само не е потребно времето. Значи, ако горе немаме многу голем ветер, затоа што родители се качуваат со деца со ова и ипак ова е од тоа што го имаме претходните години пуштано, јас не сум бил, што имаме пуштано колку ајде, пушти го ски лифтот, па што биде нека биде. Една случка што пред година дена ни се случи во Македонија, после тоа не сакаме дали туристите ќе бидат задоволни или не, нашата причина да бидат безбедни. Пред се безбедноста на скијачкиот центар. Како се грижите и каква е безбедноста и на останатите ски лифтови, жичници, меѓутоа и во однос на безбедноста на ски патеките? Значи, 6 активни имаме спасителната служба, со 6.
Значи имаме повреди каде што самите скијачи кажано малце брзината си пуштаат брзина, сакаат малце екстремно да биде и јас сум тука заедно со вработените им помагаме тие се некои минимални повреди каде што не можеш не е толку, не се стазите толку, кажа на аеродром, на Г малце имаме поголеми повреди, но за сега е кажано супер. Добро. Во однос на другите ски лифтови, најверојатно секоја година пред да започне сезоната доаѓаат луѓе од машинскиот факултет да ги проверат. Да, без тоа не може сезоната да започне, без технички проверки, да. Не може сезона. Како ги поминувавте новогодишните празници во однос на гости и слично? Новогодишните празници споминаат оваа година послаба претходната затоа што немавме снег. Снегот се разбира после неколку дена ни дојде. Се надевам дека и тоа сега кој ќе кажем немавме снег ќе го надминеме со наредна година да имаме топови кои произведуваат вештачки снег. Се надевам. Ја знам дека и ќе имаме големи инвестиции и сите ќе бидете известени за таа инвестиција што ќе дојде и се надевам уште една нова инвестиција како што е жичарница од Тетово за да се надмине тој проблем. Знам, јас сум тука со граѓаните, со туристите и ги слушам проблемите. Знам дека е проблем паркингот. Знам дека е проблем паркингот. Тоа е наредно прашање, така како ќе се справите со тој проблем, особено за време на викендите кога има премногу туристи, а нема каде да ги паркираат своите возила? Значи, по наше барање имавме средба со Македонија пат, со националниот парк Шарпланина, имавме со СВР, со МВР, со сите, со кажано со полиција, каде што побаравме помош, значи потребна ни е нивна помош за да се исчисти, да се исто така со паркинзите Тетово, со општина Тетово, каде што ги трнавме тие коли. Значи еве мал проблем, тој што е во викенд на селбата, а не може да се качи со возило, дошол со летни гуми или гуми од 2015-16, ако се зимски. Тие каде што има, каде што врне снег и си го оставил колата доле и он блокирал, си ја ставил како и си блокирал, си иде горе викенд населба, си се сместува и нас ни доаѓа проблемот каде што утре дента доаѓаат голем налив на гости и тука не може више да се помине. Он си го ставил на едната насока кажано и не може да се помине. Тој проблем дојде пајак службата, ги расчистивме, дојде Македонија пат, го расширивме и патот и за сега мислам дека овој викенд тој проблем нема да го имаме, тој хаос. Значи, зашто предупредување до граѓаните дека паек службата постојано ќе биде на терен доколку непрописно се паркираат. Непрописно, исто и полицијата, да. Колку паркинзи има на располагање скијачкиот центар, чинам тука пред Попова шапка и во горниот дел кон Попова шапка, Славија. Значи имаме горе на Скардус еден паркинг, втор паркинг имаме на Славија, трет паркинг ни е доле пред полицијата, пред Попова шапка и Некс и потоа кога тој капацитет ќе се надмине со возила, се продолжува надоле каде што е патот од војното кажано, каде што се Попова шапка, да, надоле така. По патот каде што има ширина. Така. Рак рана на центарот, како што и претходно зачнавте, што нема Попова шапка се уште инсталација за вештачки снег. Минатите години се правеа студии каде што имаше ветувања за голем број на инвестиции, меѓутоа тие работи остана само на хартија. Премиерот Христијан Мицкоски неодамна изјави дека ќе има инвестиции на Попова шапка и како што кажа, сериозни инвеститори. Дали може нешто да ни откриете за што точно се работи? Се работи за голем инвеститор, каде што он ја има запознаено планината и беше гостин. Само можам тоа да ви откриам, толку се беше горе на Попова шапка, ја виде планината и просто кажано
се зачуди. Како и Се сите зачуди. инвеститори, да, беше Така воодушевен е, од да, неговите да, да. бавини. Но јас верувам во премиерот и неговиот збор тежи, значи нека во сите претходни кој ќе каже, не знам, италијанец, швајцарец или тоа. Јас верувам дека тоа ќе биде реалност. Да, може ли да ни Се откриете од надевам за каде е многу скоро. инвеститорот, од домашен, мислам од Балканов, или се уште тоа не Не, можете да... не можеме да. Тоа чекаме се разбира. Поголемите да се договорат. Нас ни останува да го сработиме тоа и се надевам дека во иднина, во најбрз рок ќе имаме нов инвеститор. Да. И мислам дека тоа е добро за нас тетовчани, затоа што Тетово ќе стане центар на туристи, ќе проработа значи ќе има налив на туристи. Едно време тоа го имавме. Значи еве прост пример. Кафаните беа полни со туристи. Повеќе се надмине капацитетот на кафани горе. И на хотели, на ресторани се слагаат туристите доле. Да, и Тетово се развива пред се И Тетово се развива. Да. Да ни кажете каква е ситуацијата со слободното скијање на Попова шапка, особено со северната страна, најверојатно тој потенцијален инвеститор бил и на тој дел од скијачкиот центар. Од Националниот парк Шар-планина имаше информации за рестрикции за таквото скијање, за тие кои користат ратраци поради уништување на патеките. Кои се вашите информации во врска со ова, дали се имате договорено? Со Националниот парк имавме исто така состанок, се видовме со директорот Ерзал и нивното барање е едноставно да потпишат соработка измеѓу едната страна и Националниот парк, каде што Скардус, исто така хотелот Скардус, има тие екстремни спортови, он ги прави и останува уште една страна да потпише и мислам дека тоа ќе се надмине, затоа што хотелите се полни, дел од хотелите се полни со туристи, со странски туристи, каде што доаѓаат екстремно идат фрирајд, си скијаат горе, се враќаат. Секој ден имаме нови гости од секоја страна. Така. Што содржи тој договор? Што треба да го потпишат тие три страни? Мислам дека како соработка, дали ќе значи со секое возење ќе има некоја такса за Националниот парк, зашто ти возиш на национален парк возиш и ратрак. И мислам дека некоја такса треба и минимално возење од колку 3-4 ратраци од една страна, затоа што планината не може толку да прими толку ратраци да прими толку луѓе. Имаме повредени, се повредуваат, но ја мислам дека ќе се реши и тоа, зашто за нас како скијачки центар е убаво да го има тој спорт, фрирајд, да го има тој спорт екстремен, затоа што ипак многу туристи, хотелите живеат од нив, пак слагаат доле навечер во некој клуб, во нешто, значи и ние дел некој кажано живеат нив. Да. Сепак меѓутоа од друга страна треба да се зачуваат и патеките кои што, како што кажа, паркот ги ораат на некој начин ратраци. Да. Сега и од Националниот парк да се задржиме, затоа што сепак скијачкиот центар е во рамки на Националниот парк, најавија и наплата за влез во центарот, односно во скијачкиот центар. Кој е вашиот став во врска со ова? Мислам дека тоа е сега како едно тестирање за како ќе помине тоа. Став за некого е позитивно, за некого негативно. Мислам дека треба да ја зачуваме планината, со тоа што 2,5 евра треба пред се да понудиме услови. Ако имаме услови како Национален парк Попова шапка, потоа нека платат туристите. Но за сега мислам дека е некое тестирање како би било во иднина, како би било наредна година. За сега
не верувам дека тоа ќе помине кај, пошто нема така, еве ќе платиш. Еве ќе платиме сите ние. Каде ќе се паркираме? Како ние со планинава, ние сме туристички центар, они се национален парк. Малце, како да кажам, изместено, но се надевам дека и тоа ќе се надмине. Значи на некој начин тест период да се види какви се Тест период, условите, така да. Да. Каква сезона очекувате? Бе? Започна подоцна, меѓутоа има доволно количини на снег. Колкава е снежната покривка моментално на центарот? Моментално е 40 сантима според наше гледиште. Меѓутоа ве се очекуваат врнежи, мислам, денови што следат, така? Да, ако имаме врнежи, сезоната ќе продолжи. Моментално има преку 500 млади дечиња што скијаат и што учат. Ако еве ќе ти откријам, минимум има поет проценка, значи има околу 10 ски школи, каде се околу 500 дечиња учат да скијат. Затоа што ако имаме снег, овие денови се очекува снег, мислам дека ќе продолжи сезоната и ќе биде исто како минатата година, успешна. Попова шапка не е попова шапка кога немаме летниот туризам. Што се прави скијачкиот центар за развој на летниот туризам кој што нуди доста многу услови? Имаме некои идеи, некои проекти. Кажано, се надевам дека дали ќе чекаме новиот инвеститор овие месеци да дојде или пак ние сами како попова шапка ќе превземеме маунтен байк, сакаме да направиме 3-4 патеки. Во договор сме со еден клуб на маунтен байк. Они сами ќе ни кажат, ќе ни помогнат со луѓе што треба да направат патека. Имаме повеќе идеи. Еве ќе пробам да ти открием уште една ролер коустер сакаме да донесеме, ако тоа има во Копаоник моментално, но се до малце. Кој дел од центарот би се поставил тој? Па, мислам дека треба да дојде инженер, Така. во разговор сме со него, да дојде и да ни каже, јас мислам дека би било околу километар тој ролер костер, затоа што малце шапка не е толку права, малце се иде нагоре. Ни падени, сепак, да. Да. И се надевам дека и тоа би го направиле за ова лето. Така ве Станислав, како последно прашање, каква е соработката со хотелерите, тој нели без нив реално и не можеме да очекуваме успешни сезони. Тие се дел од тој цел компас на успешна скијачка и пред зимска сезона. Капацитетите се, ако ви кажам, исполнети, то јас разговарам со повеќе хотели и капацитетите се исполнети до крај на јануари. Дел има нешто слободно, дел и сега ние како попова шапка и како туристичка агенција сме. Се јавуваат гости, туристи се јавуваат, па ќе се јавиме ваму таму, тој хотел ваму. Со сите имаме добра соработка и сите сакаат, сите очекуваат да шапка едноставно дојде у тој да проработа. Таа планина сака да има инвестиции, да има повеќе ски лифти, зашто ски лифти се стари пред 50-60 години. Да, сервисирани се, се работат, ама во моментот не знаеш кога е тој работи и отеднаш дали осигурач, дали нешто, дали некој, дали сајлата ќе префрли, па иди. Фала им на екипата на попова шапка, на сите што едно од страна кој гледаш и да кажеш они се жртвуваат, значи од 6 од 5 савајле до 6 до 5 навечер. Нема, значи 27 се они за попова шапка. И до последен момент се десило дефект аеродром, екипа на аеродром се качува, дали е минус или плюс, дали врне или ке нив нема, тука се, од тука слагаш доле, имаш некој друг ситен дефект, качи се, ако се префрли сајла, мораш да го стопираш,
да го стопира ски лифтот. Се надеваме дека со инвеститори кога би дошле на скијачкиот центар Попова шапка, овие проблеми не би биле така. Надеваме и очекуваме овој викенд да дојдат повеќе гости и да поминеме успешен викенд, затоа што ако имаме снег, се разбира дека и успешна сезона. Станислав, ти благодарам за разговорот и успешна Благодарам. скијачка сезона. Благодарам и на вас.